Почитувани сограѓани, нашата земја, како и многу пати досега во историјата, се соочува со дилема пред раскрсница. Но ова е доста важно од повеќе аспекти. Сериозната здравствена криза на површина ги извади сите слабости на нашиот систем и секако даде одговор на прашањето зошто оваа власт, начело со ова раководство на СДСМ, треба да се оди побрзо. Тоа го говорат бројките. Тоа го говори таа опасна неспособност на владата и отсуство на конзистентна политика и мерки. Вирусот во комбинација со ова раководство на СДСМ ја фрли државата на колена. А сите оние неточни изјави дека ја победиле короната, кога само вчера 8 нови семејства се завија во црно, затоа што нивни блиски ги загубија животите, имаме речиси 200 ново заразени, само ја потврдува тезата дека владата нема ниту план, ниту стратегија, а граѓаните се препуштени самите на себе. Сето ова не само што ја продлабочи економската криза, туку и го одложи закажаниот изборен процес за април. И тука сакам да сум совршено јасен. Од почетокот, кога стана збор за одложување на изборите, главната моја грижа е заштитата на здравието на граѓаните. Сигурно на Зоран Заев не му е грижа, но има нешто што се вика совест. А јас не сакам да бидам премиер кој ќе знае дека дотаму дошол газејки по жртви и луѓе кои ги загубиле животите поради прифаќање на неодговорни политики и игри на очени политичари. Но при тоа свесен сум дека на оваа крстосница Македонија има многу погрешни избори и еден правилен излез. Можеме да чекаме со месеци, што на прва се чини разумен чекор. Но вирусот и кризата поврзана со вирусот, надополнета со неспособноста на ова раководство на СДСМ, ќе го зема својот данок. А тоа ќе значи играње со судбините и на луѓето и коцкање со иднината на државата. Короната ќе ја победиме заедно. Но за да дојдеме до тоа, мораме прво да ги победиме на избори. Да ги победиме на избори оној вирус кој подеднакво разорно ја разградува државата наречено ова раководство на СДСМ, но при тоа мора да се внимава на секој аспект, како и времето кога тие ќе се одржат. Јас нема да лиферувам бројки, ниту пак да споменувам датуми. Тоа не е сериозно. А за вака крупни прашања, договор не може да има преку одговори и препукувања низ медиуми. Се борам да создадам услови, зашто е можно побезбедно гласање и фер избори. Додека на ова раководство на СДСМ не им е битно тоа. Затоа што сакаат уплашен народ од вирусот кој ги затекна и онаа очајна неспособност на владата да се справи кога цела Европа и цел свет практично излегуваат од оваа пандемија. И одбегнување поради оваа причина да излезе да ги казни. Се плашат да не им се случи народ. Сигурно многумина од вас ќе се прашаат што значи ова одоговлекување на изборите, па натегање за датуми, игра на нерви, премостување и ситнење на недели. И ќе соопштам поентата. Од нашата страна не е прашање на инаетење, туку единствено нешто за кое што се водевме овој период и ќе продолжиме да се водиме во иднина. А тоа е како да предложиме нов протокол за заштита на здравието на граѓаните. Жилбата на ова раководство на СДСМ соопштена преку Зоран Заев. Најпрво беше избори на 7 јуни, па потоа велеа 14, па 21 јуни. Сега гледаме дека 5 јули е предпоследниот предлог, а најновиот датум за избори кој тој го става на маса е 8 јули, чинам вчера го соопшти. Доколку прифатевме избори на било кој датум од претходно споменатите, еве на пример ако тоа беше 14 јуни, како што Заев бараше, денес на овој ден требаше да има избори. Но ќе потсетам дека ние вчера го имавме најцрниот ден на заразени и починати граѓани. Дури 200 ново заразени и 8 починати од короната. И оваа бројка, доколку имаше претходна изборна кампања, верувајте ќе беше неколкукратно поголема. А во Македонија ќе имаше дополнителен хаос.
Според ова, ке имавме избори во вториот пик, кога еве гледаме дека сме на врвот во светот според заразени по глава на жител. И затоа за мене е многу важно да се премости овој пик, да се создаде стабилизација на состојбата во некаква нормала, а во меѓувреме да се прецизираат строги протоколи на гласање, кои ќе го заштитат здравието на граѓаните. И кога тоа ќе се обезбеди да се оди на гласање со целосно почитување на уставот и законите. Ова пред се значи прочистен избирачки список и присутна мисија на ОПСЕ и ОДИХР во државата. За мене навистина е поразително што ова раководство на СДСМ тргна на избори еднострано и со диктат, а се уште немаме ниту прочистен избирачки список, ниту пак присутна мисија на ОПСЕ и ОДИХР во Македонија. Колку за споредба, дури и во најмалку демократските земји, дури и во една Белорусија, пред да отпочне кампањата, мисијата на ОПСЕ и ОДИХР се наоѓа во државата. А Заев сака на мала врата со свој диктат и уцена да протурка матни избори какви досега од осамостојувањето до денес не сме имале. Ке зборувам многу отворени од срце во продолжение. Ако кажеме, уште сега не сакаме консензус за избори и креаме раце од процесите, ке продолжи кражбата на вашите пари. Оние нечовечки рекети, неправдите, ке продолжи распродажбата на се што е македонско. Ние, точно е, ке победиме подоцна на локалните избори, кои се за една година од сега. Но државата ќе биде во хаос, економски колапс, социјални немири и целосно загубен идентитет. Дури може и ќе немаме оваа држава на која што ние се сеќаваме. Тука се согласувам со Пендаровски дека покрај економската и здравствената криза на Македонија и предстои безбедносна криза. Наш план беше и е да го спречиме ова. Многумина ми велеа остави ги нека изгорат сами избори. За една година ВМРО-ДПМН ќе победи и ќе биде власт во државата. Но тоа е иста ситуација како што прави Заев сега. Оставајќи луѓе да се разболуваат свесно само за да избоксува нормалност и некаква каква таква шанса да го намали поразот на тие избори. Свесно ќе треба да оставам државата да тоне една година и народот да пати за да после една година победи ВМРО-ДПМН. Прашањето е во каква држава ќе победи ВМРО-ДПМН. Јас не можам тоа да го сторам. Не сум таков човек и не сум таков карактер. Да, точно е. Не сум таков политичар што може без грижа така брутално да си игра со судбините на луѓето. За мене, секој живот вреди, јас сум борец. И ВМРО-ДПМН се луѓе борци. И вие, граѓаните на нашата Македонија, сте луѓе кои што сакате да се борите. И заедно со вас ќе одлучам да се борам за вас и за државата. Заедно со народот и ледниците судбини, кои во нас гледаат надеж, мора да го запреме сега. Понатаму се плашам дека ќе биде предоцна. Око не им трепнува што рушиме рекорди по заболени луѓе кои што ги губат своите животи. Сакаат мала излезеност. Мисла дека тоа е сламката за спас да избегаат од одговорност. Зоран Заев ги прифати сите услови кои што му ги предложив. А тоа е како да ги заштитиме загрозените групи да гласат од дома. Гледам дека сега тој тоа си го кажува како некаков негов предлог, но нема да навлегувам на таквото ниво на комуникација. Треба да знаат овие луѓе дека ќе гласат од дома на овие избори. И така ќе ги заштитиме најранливите категории. Сите оние со хронични заболувања кои беа опфатени со мерките на предпазливост во периодот на ворената состојба. Како и различните групи од над 65 години старост, сите тие ќе гласат од дома. За останатите ќе има доволно ред и простор и време со минимум ризик да гласат. Тоа е голема предност. И така СДСМ ја губи основната своја причина за брзи избори, а тоа е стравот од голема излезеност и голема казна на овој народ. И ви кажувам директно, без обиколување и политиканство, како што прават другите. На последната наша средба, кај председателот Пендаровски, го гледав во очи и му зборував. Нема цена ниту еден човечки живот изгубен.
Не постои цена да ги ризикуваме животите на нашите најмили, на најмилите на нашите најмили. Го гледав во очи и му зборував дека е потребно да ги заштитиме животите на нашите родители, на нашите соседи, колеги, пријатели, роднини и другари. Единствено нешто за што размислуваше во тој момент беше како да се спаси од одговорност за сето она кое што го правеше овие 3 години. Го гледав во очи и му зборував за совеста, за честа и за честитоста на овој народ. Да не го загрозуваме елементарното право на живот. Не ме послуша. Мојата порака е, нема бегање. За ова раководство на СДСМ мора да има одговорност. А таа одговорност ќе дојде веднаш со завршувањето на овие избори. Затоа имам порака и до председателот Пендаровски. Се обидуваше неколку наврати досега, помалку или повеќе неуспешно, да одржи лидерски средби на кои што ќе договориме датум за одржување на предвремените парламентарни избори. Го разбирам. Го разбирам дека е под притисок, дека секојдневно звони телефонот од оние исти луѓе кои што денеска окото не им трепнува што сме лидери во регионот по бројот на заразени и починати луѓе. И му велат една реченица: ние те поддржавме за да бидеш таму каде што си. Но остави ги тие. Тие се губитници, одговорноста за нив ќе дојде на крајот од овие избори. Одважи се, осмели се. Ти сакаш и пледираш да бидеш татко на сите граѓани. Имаш време денеска до крајот на денот да ја продолжиш во редната состојба. А зошто да ја продолжиш во редната состојба? Затоа што ВМРО ДПМН има 2 услова. А тоа се: најпрвин да изработиме протоколи со кои што ќе го заштитиме здравјето на граѓаните. Знам дека и тебе ти е тоа приоритет. Од ова кратко време кога што имав можност да те запознам, господин Стево Пендаровски, знам дека и тебе ти е тоа приоритет. Да изработиме протоколи со кои што ќе го заштитиме здравјето на граѓаните. И втората работа, да имаме фер и демократски инклузивни избори во оваа држава. Што значи тоа? Тоа значи дека првиот ден, кога мисијата, наблюдувачката мисија на ОПСЕ и ОДИХР ќе бидат во Македонија, веднаш по одржаната нивна прва пресконференција, следниот ден нека биде првиот ден од нашата кампања и од тој прв ден да го утврдиме датумот кога ќе бидат одржани овие избори. Според сегашната ситуација, она кое што ние како ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија го антиципираме, првата возможна дата е средината на месец јули. И сосема на крај, сакам да се обратам до граѓаните. Сакам да се обратам до сите оние луѓе кои што си ја сакаат оваа држава малку повеќе од мене и до сите оние политичари кои што живеат на грбот на граѓаните. Сега се деновите и сега се моментите кога се одлучува иднината на нашата Македонија. Онаква каква што ја паметиме. Не го заборавајте тоа. Немојте никогаш да го заборавите дека сега се одлучува иднината на нашата Македонија, онаква каква што ја паметиме и онаква каква што ја наследивме од нашите предци. Последната порака е до ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Ќе ве победиме. Кога и да се случат тие избори, ќе ве победиме. Одважете се уште од сега и престанете да го втурнувате народот во една ситуација во која што наместо да нудиме проекти, ќе ги броиме бројот на ново заразените и луѓето кои што за жал ќе го загубат животот. А јас ви ветувам дека после дебаклот кој што ќе ви се случи, кога и да се случат тие избори, ќе имате право на невиност, на презумпција на невиност, на одговорноста нема бегање. Одговорност мора да има за сето ова што го направивте изминативе 3 години. Затоа вразумете се и не го правете ова на народот. Немојте да правите притисоци ниту во Државната изборна комисија, немојте да правите притисоци ниту кај граѓаните. Да обезбедиме соодветни протоколи, нека пристигне мисијата на ОПСЕ и ОДИХР и следниот ден да одиме на избори. Според сегашните информации, средината на јули е добра основа да излеземе, да ве поразиме, а потоа следи одговорност. Ви благодарам.
кратко само. Значи, останува 5 јули, дека не е датум прифатлив за опозицијата, онака како што тврди власта и оттеглот на вчерашниот и оттеглот на со тоа објаснување дека веќе почнуваат да течат 29 дена кај што забрат. Јас не зборувам за бројки, тоа го кажа во денешната пресконференција, јас зборувам за процеси. Избори во кои што нема да има мисија на ОПС и ОДИХР се избори полоши отколку оние кои што се случуваат во Белорусија по диктат на Лукашенко. Такви избори ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија нема да подржи и нема да биде дел од такви избори. Прашањето беше значи 5 јули ако инсистирам. За ВМРО ДПМН 5 јули не е опција. Ниту, господине Мицкоски, денеска избегла информации дека мисијата на ОПС и ОДИХР испраќа оглас за наблюдувачи на 5 јули, она спешен мишен, така име напишано на вашиот коментар. Најпрвен, тоа не се наблюдувачи, туку тоа се оценувачи. Тоа има голема разлика. Зошто се оценувачи? Затоа што од владата е испратено барање, односно од министерот за надворешни работи е испратено барање да ОПС и ОДИХР испратат наблюдувачи за изборите кои што ќе се одржат на 5 јули. Најверојатно, ОПС и ОДИХР не се во можност да испратат таква мисија на наблюдувачи онаква каква што беше планирана за изборите кои што беа одложени на 12 јули. И оценува дека ќе испрати кратка мисија од 7 луѓе, која што ќе биде асесмент или мисија која што ќе го оценува изборниот процес, а не observation, односно која што ќе го наблюдува. Конкурсот е отворен и конкурсот завршува на 16, и тоа е во вторник. И доколку се пријават луѓе кои што се конкурентни, тогаш најрано што тие може да ги испратат во Македонија според дописот кој што го испратија е 19 јуни, тоа е петок. Што значи дека 5 и 8 јули не се опција за одржување на изборите. Имајќи го ова во предвид, а имајќи го во предвид барањето на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, присуството на ОПС и ОДИХР да биде во Македонија ден пред да почне кампањата, овие два датума за ВМРО ДПМН и за коалицијата за обнова Македонија не се прифатливи. Доколку продолжат со тактизирање, го губиме можност и 15 јули, односно средината на јули како датум. Жалам и се извинувам на граѓаните што разговарам за дати во услови кога повторно имаме повеќе од 170 луѓе кои што се заразени и неколкумина починати, но треба да ме разберат дека единствен нас спас за да ги спасиме од ова што денеска е реалност политичка во нашата држава е само да ги поразиме на избори. И затоа 5 и 8 јули според ова што денеска го прочитав не доаѓаат во предвид. Дали ова мисија ќе ви биде доволна како услов по кој што говорите, односно оваа специјална оценувачка мисија од 7 луѓе? Еми да речете дека тие ќе дојдат во петок, дали тоа за вас е прифатливо? За ВМРО ДПМН е прифатливо сето она кое што ќе гарантира основни услови за фер и демократски изборен процес. Присуството на ОПС и ОДИХР во држава таквото нешто го гарантира. Имаме исто така потврда од представниците на меѓународната заедница дека и тие директно ќе се вклучат во наблюдување на предизборните и изборните активности и активностите на самиот ден на гласање, доколку сето ова кое што досега е ветено и биде испорачено, тогаш да, ценам дека би имале услови и предуслови за изборен процес кој што би бил согласно барањата на ВМРО ДПМН. Но мора, пред да почне кампањата, овие мисии да бидат присутни во Македонија. Врз основа на ова што тие го кажуваат, тие нема да бидат присутни доколку кампањата отпочне утре, а изборите се случат на 5 јули, бидејќи воопшто конкурсот и не е завршен, или доколку кампањата почне во среда, а изборите се случат на 8 јули. Што доколку власта продолжи тврдоглаво со овие два датуми или не се прогласи уште една vanredna состојба? Кој е тогаш планот на власта? Тога се согласувам со председателот Пендаровски дека покрај здравствена и економска криза ќе имаме сериозна политичка криза и ВМРО ДПМН нема да биде дел од тие избори, ниту на 5, ниту на 8 јули, посебно после денешното известување кој што го добивме од ОПС и ОДИХР. Тогаш престојат други дополнителни чекори за кои што јавноста ќе биде благовремено информирана, но тогаш ни престои процес на самоорганизирање и за жал дополнителна политичка криза во државата. И сето тоа паѓа исклучиво на товар и одговорност
на тој кој што треба да обезбеди услови за фер и кредибилен изборен процес, а при тоа водејќи сметка да го заштити здравјето на граѓаните. Тоа е власта, ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Кој е предмет на притисок и кој го врши притисок? Од она што го имам како информација, членовите од страна на членовите на ВМРО ДПМН, предлог членовите на ВМРО ДПМН се под континуиран притисок од страна на луѓе блиски до СДСМ или луѓе кои што се дел од СДСМ. Ако што слушате, јас рековте дека господин Заев ги прифати вашите услови за нови протоколи. Зборуваме за разлика од 7 дена до 8 до 15. Денеска се само веќе ги снимаат спотовите во центар за кампања. Дали има одреден договор и се чекаат само да се финализира детали за да се објави? Јас реков дека Зоран Заев ги прифати протоколите кои што вчера ги рефлектираше пред јавноста. Тоа беше предлог мој за да имаме неколку дена претходно гласање, да можат ранливите категории да гласат и така натаму, но нема да влегувам сега, реков и во самиот прес на тоа ниво на дебата. За нас здравјето, заштитата на здравјето на граѓаните е пред се. Дали СДСМ подготвува и снима спотови, со среќа нека име, нека продолжат со снимањето на спотовите и нека одат на тоа што го замислиле, а го нарекуваат избори. Ние рековме, имаме два услова. Првото е јасни протоколи за заштита на здравјето на граѓаните и вториот услов кој што мора да биде испочитуван, а тоа е мисијата на ОПСЕ и ОДИХР да биде присутна и да воспостави мисија во Република Македонија со која што ќе ги оценува понатаму изборите и избирачкиот процес. Тоа кое што денеска го соопшти ОПСЕ и ОДИХР е невозможно да се случи ако изборите се случат на 5 или на 8 јули. Затоа ние велиме дека потенцијална дата кога би можеле да се случат изборите е средината на јули. Врз основа на тоа кое што го кажува ОПСЕ и ОДИХР. Ние нема да поддржиме избори во кои што нема да биде воспоставена мисија на ОПСЕ и ОДИХР, затоа што дури, ќе повторам, и во Белорусија Лукашенко ги кани ОПСЕ и ОДИХР почнува со кампања. Мислите има простор да се договорите бидејќи 7 дена разлика на 7 до 10 дена мислите дека Јас не лиферувам со бројки, јас само кажувам кои се можностите. Секое поместување ја поместува можноста. Доколку ОПСЕ ги испрати и ја воспостави мисијата денеска, тогаш кампањата може да почне од утре. Од она кое што можам да го видам, ќе повторам уште еднашка, е дека ОПСЕ нема да праќа наблюдувачка мисија, ќе праќа оценувачка мисија и таа мисија не може да биде воспоставена пред почетокот на кампањата, доколку изборите би се случиле на 5 или на 8 јули. Председател, уште едно прашање од редакцијата на Телма. Колкава наблюдувачка мисија очекувате од ОПСЕ ОДИХР 2016 дојда 280, 2014 250, колку смета дека треба да дојдат оваа година во вакви статуси? Нема да, благодарам на прашањето, како што кажа во самата пресконференција во одговорите кон колегите новинари, нема да биде наблюдувачка мисија, ќе биде оценувачка мисија, што е степен подолу од наблюдувачката мисија. Според она што го соопшти ОПСЕ и ОДИХР, само 7 ќе бидат присутни, наместо сите тие кои што бројки вие ги наведовте таму, доколку изборите се одржат на 5 јули. И тие најрано што може да пристигнат во државава е 19 јуни, тоест да ја воспостават мисијата не порано од 22 јуни, кога евентуално би одржале својата прва пресконференција. Што значи дека ако одлучи Зоран Заев и ова раководство на СДСМ да води избори на 5 и на 8 јули, тоа ќе го започнат без воспоставена, па дури и оценувачка мисија на ОПСЕ и ОДИХР, што е надвор од било какви вредности кои што се поврзани со стандардите на Европската унија. Она што кое исто така можам да го констатирам и жалам е што до овој момент ниту еден буквално од раководството на СДСМ, ниту пак оние кои што се задолжени не излегоа со предлог како ќе изгледаат протоколите за заштита на здравјето на граѓаните. Најбрзо растечка, четврта е според Financial Times во свет. Тоа значи дека е многу веројатно дека голем дел од земјите ќе воведат рестрикции за патување кон Македонија. Ова отвара сомнеж дека можеби средината на јули голем дел од тие наблюдувачи или оценувачи на ОПСЕ и ОДИХР нема да
можно е да не бидат во можност во општот да биде дозволено да дојдат. Точно. Сето ова се предизвици за кои што ние денеска рефлектираме. И затоа велам, мора да бидат тука да воспостават мисија, следниот ден нека почне кампањата. Тоа ќе ја определи датата кога ќе се одржат изборите. Следниот ден нека почне. Но за жал, ваква каква што е сега ситуацијата, такво нешто нема да се случи. Да. Ќе ве молам, ако може да го повторите прашање. Па ние имавме средба кај господинот Пендаровски, кај председателот Пендаровски, 3 часа поминавме во тоа дека 8 јули и си знаш слушав 8 јули 3 часа. Не гледам никаква логика, повторно истото тоа да го слушам дека 8 јули. Од ова кое што го кажав на денешната пресконференција, 8 јули не е термин кога овие избори ќе се случат, бидејќи ќе имаме избори без воспоставена мисија на ОПСЕ и ОДИХР. Држава со затворени граници, држава со затворени аеродроми. И држава во која што се книжат на дневно основа и се соберуваат рекорди по бројот на заразени и бројот на луѓе кои што го изгубиле својот живот. Да, се слагам, немаме институции функционални, но истовремено се слагам дека јас се бавам со оваа работа за интересите на моите сограѓани, на моите соседи, на моите роднини, на моето семејство, на сите вас. Јас не се раководам од туги интереси. А мојот основен интерес е да го заштитам вашето здравје и здравјето на моите сограѓани. Инаку не би се бавил со оваа работа. Би се занимавал со нешто друго. И не прифаќам диктати, и не прифаќам насоки и навигации. Услови за избори мора да има, согласно уставот и законите, и избори ќе има тогаш кога ќе имаме наблюдувачка мисија или оценувачка мисија ден пред отпочнување на кампањата, воспоставена и функционална во држава. Ќе имаме избори тогаш кога ќе имаме јасни протоколи за заштита на здравјето на сограѓаните мои. И тоа е основата за која што јас функционирам во политиката. Не функционирам затоа што некој решил да иде со диктат. Ако сака да оди, нека оди. Јас нема да го поддржам и нема да му го легитимирам тоа. Вчера излезе истражување на местни потока која вели дека 750 населени работници се или во самоизолација или се заразени од коронавирус. Како реагирате на тоа? Јас, поред водено елементарна човечка култура, нема да изнесувам во јавноста детали за тоа како се однесуваше господинот Зоран Заев, но еве ќе ви кажам, освен 8 јули, друго нешто што би извоило тој состанок, не би можел сега да кажам. Само се слушаше 8 јули и така натаму. За другите детали, дозволете еве да ја заштитиме македонската јавност од таков тип на однесување. Добро, што мислите? Што му менува на Заев, дали е на 8 или на 20 ќе бидат изборите? Која е клучната разлика помеѓу овие два датуми во однос на него? Зошто толку брзо? Видете, господин Златев, јас не знам што му менува на Заев. Тоа прашање ќе му го поставите на Заев, претпоставам ќе даде соодветен одговор. Но граѓаните именува многу. Дали ќе имаме фер и демократски избори и дали ќе имаме навистина изработени соодветни протоколи за заштита на нивното здравје во процесот на спроведување на овие избори. Не ви елаборираше тој вас зошто толку инсистира на 8? Не. Затоа реков да ги заштитиме граѓаните од другиот тип на комуникација која што се случуваше во таа просторија. Еве најавите и бойкотирате власта остане на ставот за избори на 5 јули. Ако евентуално останат кандидатските листи на ВМРО-ДПМН, можеби некој граѓаните гласа и добиете некои пратеници во собранието, дали ќе ги оставите кандидатски да бидат дел од? Во текот на утрешниот ден ќе имаме Централен комитет на партијата и јавноста ќе биде запознаена со сите понатамошни чекори на ВМРО-ДПМН. Инаку, последен термин кога ќе треба власта да се вразуми и да одлучи како понатаму е крајот на денешниот ден. Од утре веќе ќе биде доста. Ви благодарам.